2015 година стотици илјади мигранти и бегалци го минаа Балканот во колони, пристигнувајќи на полуостровот преку Грција пред да тргнат на север. Рутата беше официјално затворена по договорот меѓу Брисел и Турција во 2016 година. Но во реалноста движењето на мигрантите на Балканот никогаш не запре. Голем дел од мигрантите остануваат упорни во нивната намера и покрај тоа што границите за нив остануваат затворени. Некои веќе неколку години се наоѓаат или во прифатните центри, или онака на црно со постојани надежи дека илегално ќе успеат да влезат во некоја членка на Европската унија. Сепак има и такви кои полека ја губат желбата за тоа. Јоунс Кермура се присетува на неговиот прв обид да стигне до Европа пред 5 години, на врвот на бегалската криза на стариот континент. Половина деценија подоцна светското внимание се зголеми, но 35 годишниот мароканец се врати на балканската рута, каде што криумчарењето на луѓе оваа лето се зголеми, дури и во услови на пандемија на коронавирус. По неколку години одење напред и назад низ регионот во обиди со брод, пеш, па дури и на тркало на камион, целта на Кермуа останува непроменета. Сакам да живеам во земја каде што можам да работам и да добијам плата за мојата работа, земја во која се почитуваат законите, каде што има болници и училишта, вели тој за агенцијата Франс Прес во Центарот за мигранти надвор од Сараево, каде што се одмора малку пред да продолжи кон запад, односно Хрватска, која е членка на Европската унија. Je restais here 2 semaines, 3 semaines إن شاء الله. 2 semaines, 3 semaines reposer. إن شاء الله بحول الله I go to Croatia إن شاء الله. Во 2015 година стотици илјади мигранти и бегалци го минаа Балканот во колони, пристигнувајќи на полуостровот преку Грција пред да тргнат кон север. Рутата беше официјално затворена според договорот меѓу Брисел и Турција во 2016 година. Но во реалноста движењето никогаш не запре. Иако бројките се помали, десетици илјади се уште поминуваат низ регионот годишно, бегајќи од војната и сиромаштијата во Азија, Блискиот Исток и Северна Африка. Кермуа, кој во својот прв обид не успеа да замине од Грција, сега напредува на новата рута што води преку Босна за да ги избегне засилените контроли во Унгарија, која изгради ограда на границата во 2015 година. Адил Усалах, марокански мигрант кој е сместен во Сараево, вели дека мора да го продолжи патот на север. Un peu d'argent, je dois partir parce qu'au Bosnie il y a la neige. Un mois ou bien un mois et demi la neige. C'est très difficile pour gagner d'argent ici, pour l'hôtel, pour manger, c'est très difficile. Во јуни, Западен Балкан беше најактивната миграцијска рута кон Европа, додека првите 6 месеци од годинава беше забележено 73% зголемување на бројот на мигрантите, откриени на границите во споредба со истиот период минатата година, соопшти граничната полиција на Европската унија, Фронтекс. Некои траси на Балканската рута се покомплицирани отколку што беа пред 5 години, а мигрантите се принудени да поминат низ тежок терен за да ги избегнат граничните бариери и зајакнатите патроли. Извештаите за насилни турканици на границите исто така станаа вообичаени, како и поплаките од мигрантите дека биле тепани и ограбувани, па дури и од страна на полицијата. Додека локалните жители првично беа приемчиви за странците, сега некои протестираат против приливот, повикувајќи ги властите да ги расчистат улиците. Расположението се влоши и во Србија, каде што десничарските групи стануваат се погласни против мигрантите. Во парк во близина на автобуската станица во Белград голем број мигранти се собираат на тревата. Паркот е место за средби и поврзување со шверцерите. Многумина се со своите рани од спречените обиди за преминување на хрватската, унгарската или романската граница. По 5 години заглаве на Балканот, 24 годишниот Ариф од Пакистан е еден од оние чија надеж полека исчезнува. Пакистан исто кој како Србија. Пакистан отисам, имам полиция, имам 3 брат, мој полиция Пакистан. Аз сум овде живеем. Мајка оте се зовеш, ајди вратиш куќи, јас казам чаке узмем пепери, пак ќе врати. Во транзитниот центар на граничниот премин Табановце на македонско-српската граница, мигрантите велат дека стигнале дотука главно со помош на шверцери на луѓе.
Дел од мигрантите доброволно дошле и во центарот, но има и такви кои биле спроведени со полициска придружба. Во центарот велат дека подигнувањето на оградата на страната на Србија ќе биде голем предизвик за нив. 20 на бегалци и мигранти деновиве минуваат низ транзитниот центар Табановце на македонско-српската граница. Луѓе од Сирија, Авганистан, Пакистан и Бангладеш, која минале јужната граница на земјата преку Грција. Повеќето од нив пристигнуваат со помош на криумчари, според кажувањата на активистите во Табановце. Дел од нив, откако ќе влезат во Македонија, доброволно доаѓаат во транзитниот центар, а други со полициска придружба. Има луѓе што сами си одат, тие што немаат финансиски средства, што се помлади и можат да го издржат патот, а повеќето, мислам дека ги употребуваат тие шверцерски услуги. Има посебни рути за нив, значи како да се избегне тоа апаратот, безбедносниот апарат. И сега со никнувањето на оградата од Србија уште ќе биде уште еден предизвик за нас, пошто постои можноста да заглават луѓето тука по долго време. Во август оваа година над 200 бегалци или мигранти побарале помош во транзитниот центар Табановце. Но Мехмеди посочува дека немаат точни податоци за вкупниот број на луѓе кои транзитираат низ земјава со оглед дека станува збор за нелегална рута. Границите на Македонија беа затворени во март 2016 година согласно договорот меѓу Европската унија и Турција, но активистите велат дека и покрај тоа мигрантите и бегалците и натаму минуваат низ балканската рута. Протокот на бегалците и мигрантите низ Македонија не е сопрен, туку само се менува интензитетот, велат активисти кои повеќе години се присутни на терен. Според нив, од 2018 година има континуирано движење на лицата кон северната граница. Само во август оваа година мобилните тимови на Црвен крст на град Скопје во Липковската општина згрижиле околу 1700 лица. Во последно време се повеќе и повеќе повторно на сцена се враќаат мигрантите, односно бегалците од Сирија, од воените подрачја, повторно се враќаат жени и деца. Имаме цели семејства кои што во последните 2 или 3 месеци нагло, значи, се враќаат на рутите низ нашата држава. Доволно говори дека сретнуваме и згрижуваме луѓе кои што навистина се травматизирани, што од воените дејства во нивните држави, што од патиштата низ кои што поминуваат и фактот што веќе 5 години талкаат низ овие простори барајќи подобра иднина за своите семејства. Ставот на активистите е дека движењето на мигрантите и бегалците дополнително ќе биде успорено со поставувањето на оградата на северната граница од страна на српските власти. Србија во август оваа година почна со поставување на жичана ограда на границата со Македонија за да спречи евентуални масовни илегални премини. Стотици илјади бегалци и мигранти, главно од Блискиот Исток и Северна Африка, од 2015 година наваму ја минаа балканската рута на нивниот пат кон развиените западноевропски земји. Facebook, Twitter и YouTube остануваат отворени за вашите мислења и коментари во врска со тоа дали се заканува нов, поголем мигрантски бран на Балканот. Довидување.